Благодарам, заменик председателке. Почитувани колеги, почитуван министер. Ова е очекуван одговор затоа што мојов амандман е 25 поред, а веќе 4 ден како работиме по амандманите. И се усвои само еден, и тоа по низата на тегања и со голема упорност на пратениците од опозицијата. А туку што бевме сведоци на усвојување на уште еден амандман, овој пат од мнозинството. Така што не очекував дека и овој ќе биде прифатен, иако се надевав, бидејќи не станува збор за голема сума на пари. Износот на средства не е голем во споредба со придобивките кои ќе ги има мојот град и моите сограѓани, ако овој проект биде реализиран. Јас имам должност и сакам накусо да го образложам. Со овој амандман бараме да се обезбедат средства во висина од 1 милион денари за изработка на квалитетна проектна документација за уредување на коритото на Виничка река, за да може веќе во 2023 да се започне уредувањето на овој дел од речното корито, а со тоа истиот овој дел од Виница се претвори во еден прекрасен еколошки рекреативен центар. Со реализацијата на овој проект не само што естетски ќе се уреди речното корито, туку се наметнува и потребата од друга гледна точка. Таа потреба се наметнува и поради тоа што при пообилни врнежи од дожд постои опасност од поплавување на домовите по должината на речното корито, а исто така постои опасност и од оштетување на улиците по течението на реката. Со реализацијата на овој проект ќе се исчисти самото речно корито од ѓубрето кое се насобира, а ќе се доуредат и кејските ѕидови. Уредувањето на речното корито на Виничка река е неопходно, затоа што е обраснато со нискостеблисти растенија, се собираат разни отпадоци на ѓубре, а поради сето тоа се попречува и нормален проток на вода и, како што спомнав, во случај на пообилни врнежи постои опасност од поплавување. Виничани се сведоци дека во последните години на територија на општина Виница се случија поплави и беа предизвикани големи штети. Значи, со овој проект би биле спречени ваков вид на поплави, ќе се заштитат кејските ѕидови од подкопување онаму каде што има, а во оној дел каде што нема, ќе се изградат нови кејски зидови и ќе се бетонира делот од речното корито каде има потреба. Ќе останам должна ако не кажам дека ваков проект за уредување на речните корита во Виница беше предвидено и во програмата на претходната локална власт, и тоа уште во 2017 година, па и ова, но во однос на ова, како и на многу други ветувања, со прст не е мрднато. За среќа, овој пат локалната власт во Виница повторно е во вистински раце под раководство на градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и верувам дека секој ветен проект ќе биде реализиран, а тоа е веќе очигледно, затоа што секојдневно се работи на терен и се создаваат услови за реализација на дадените ветувања. Со одбивањето на овој амандман, власта повторно покажува дека не е приоритет да ги подобри животните услови на сите граѓани во Република Македонија и дека во овој предлог буџет нема правилна распределба на средствата за сите. Докажува дека е нереален и неразвој. Да напоменам дека еден од приоритетите им беше чистиот воздух и чистата и здрава животна средина. Воздухот кој што го дишаме е далеку од чист, а животната средина ни е на катастрофално ниво. Насекаде никнуваат диви депонии и опасноста од еколошка трагедија е на повидок. Се исцрпуваат сите природни ресурси, а со тоа се нарушува и екосистемот и неговиот баланс, а поради тоа се загрозува и целокупната еколошка безбедност на растителниот и животинскиот свет и ова не смееме да дозволиме повеќе да се случува. Во овој контекст пак ќе кажам дека нова власт очигледно приоритети се други проекти, лични и партиски, а зачувување на животната средина и интересите на граѓаните се ставаат на втор план и нема повеќе да должам. Одбивањето на мојот амандман е доказ уште еднаш дека амандманите на опозицијата не се ставаат воопшто во предвид и дека мислењето, конструктивното мислење на опозицијата е ставено во позадина и уште еднаш изразувам жалење што тоа е така во нашата држава. Благодарам.